Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, ова емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечера ќе може погледнете две интервјуи, почитувани гледачи. Интервјуто со генералот Зоран Станковиќ, човекот од најголема доверба на генералот Радко Младич и човекот кој има извршено 5000 обдукции на лица екзекутирани на просторот на поранешна Југославија во периодот на војните од 1991 до 2001 година и интервјуто со Златко Кецковски, човекот кој беше најблизок соработник на Борис Рајковски и човекот кој ги организираше сите тие преговори во Охрид во врска со рамковниот договор. Зоран Станковиќ беше министар за одбрана, беше министар за здравство, има извршена обдукција на 5000 тела на просторот на поранешна СФР Југославија. Ако некој може да говори за зверствата кои се направени на просторот на поранешна СФР Југославија, знаете зашто отварам ова тема, почитувани гледачи? Вие гледате дека денес многу лесно во Република Македонија се говори за нова војна, за нови конфликти, дали во Босна, дали на Косово, дали во Санџак, дали во нашата држава Република Македонија. Затоа и сметавме дека треба да отвориме оваа тема за да испратиме порака дека никој не може да биде среќен ако на неговата територија има војна. Затоа и разговараме со господинот Зоран Станковиќ, кој има извршена обдукција на 5000 тела на просторот на поранешна СФР Југославија. Дека ако некој знае да говори за зверствата и за масакрите, тоа е тој, господинот или генералот Зоран Станковиќ. Ви имате повеќе од 5000 обдукции направено и по тоа сте веројатно единствен пример во светот некој да има направено толку обдукции на луѓе кои се екзекутирани на овој или на оној начин. Neću vam reći, mi smo, u stvari ja sam u toku svoje specijalizacije imao profesora Pejakovića koji je bio jedan od najpoznatijih sudskih medicinara u Republici Srbiji. I on je meni, kad sam došao na specijalizaciju, rekao ti sa Lešom trebaš da razgovaraš. Ja ga nisam razumio u tom trenutku šta mi je rekao i mislio sam da je to posljedica nekih odnosa, u stvari dugog posla koji je imao sa leševima. Međutim, kasnije sam shvatio šta mi je rekao. Значи, 5000 луѓе, умредни луѓе, поминали низ вашите раци изминатите 15-20 години. Pa ne, to je jedan vremenski period koji podrazumeva početak ratnih sukoba, znači negde prve žrtve su sa ratom zahvaćenog područja stigle početkom, krajem juna, početkom jula meseca 1991. godine, znači 1991. do negde 2000. godine. И како го преживеавте тоа? Како станавте нормален? 5000 луѓе низ ваши раце во период од 9 години. Тоа е тешко за издржување, знаете, да гледате расчеречени тела, да гледате убиства, свирепост, зверства и така натаму. Dovezli su traktor pun kosti. Kosti u kojoj se deo kostura se tih posmrtnih ostataka nalazi u odeći, deo je bio onako u traktoru i ja sam prišao, iskreno govoreći, imao sam veliko iskustvo sa tim trulim leševima, bio sam siguran u sebe sa ekipom, ali takvu grobnicu, mi smo recimo iskumirali te posmrtne ostatke iz zemlje, ali sada su ih doterali u traktor, pokupili, doterali u traktor. I ja dođem, nekih 100-ak do 200 ljudi čeka sada, radimo posmrtnu identifikaciju. Na tom prostoru je bilo nestalo oko 100-ak ljudi i sad svako očekuje. Ja dođem, dogovorimo se kako ćemo da radimo i kad trebam da počnem da radim, da počnem da gledam te posmrtne ostatke, da primenim metodu, onu koju sam čitao, ali nisam radio do tada, samo na kostima, ja ne jedan puta doživim blok. Ne znam šta treba da radim. I sada ljudi me gledaju, znate, ako izgubite tu poverenje njihovo, bez obzira što sam bio jako poznat i što sam radio 20-ak, recimo, masovnih grobnica samo na tom prostoru, onda je to jako teško. Ja onda počnem kao da nešto radim i u jednom trenutku kažem, date,
pozovem ih, ja se izvinjavam, dobio sam napad migrene. Da li možete da me jedno sat vremena proći će me napad migrene? Dok sam ja iz taj sat vremena, ja sam šetao pored Drine i onda sve ono što sam znao, vratio se, primenio i tako smo završili identifikaciju tih tela, raspored tih kostiju i svega onoga što je bilo potrebno za sudsko-medicinsku obradu tih posmrtnih ostataka. Ali to je bio jedan strašan događaj za mene, pazite, potpuno nemoćan, u početku nisam znao šta da radim. Со Златко Кецковски ќе отвориме две теми. Првото прашање е дали во текот на тие преговори за рамковниот договор во Охрид, самите албанци или самите албански политичари или самите албански политички партии биле свесни дека во тој момент во Република Македонија, значи таа 2001 во Република Македонија, а веројатно таква е состојбата и денес, живеат по 20% албанско население. И втората тема е зошто во Рачиново не било дозволено војнички да победиме. Дали 2001 година во Охрид, во тие преговори за рамковниот договор, беше на маса ставено прашањето за двојазичност? Имаше барање за албанскиот јазик. Во која варијанта? Кои варијанти беа ставени на маса? Првен вид, значи на маса стоеше предлогот на Фровик и врз основа на тој предлог целиот рамковен... Роберт Фровик, да, од ОПСЕ. Од ОПСЕ. Значи, поранешен агент на ЦИА. Да, Фровик донесе предлог, решение за завршување на конфликтот кој што беше во моментот отпочнат. Значи, ова е во март месец 2001 година. Предлогот на Фровик. Значи, во тој предлог на Фровик, во тој предлог на Фровик имаше варијанта за двојазичност, меѓутоа блиска, можда и во помала мера, опфатена од ова која што денес ја имаме ние. Во рамковниот договор и крадена во Уставот на Република Македонија. Значи, не повеќе од ова. Значи... Не повеќе од ова. Мислам, видите, тие може би од таму од другата страна, од кај што командува, може да посакува или меѓу себе разговарале. Меѓутоа, како начин, основата беше на предлогот на Фровик, кој што беше во помала варијанта од сегашно решение, а во текот на преговорите се дојде до ова имплементирање, денешниот имплементирање малтене на рамковниот договор, односно Уставот, кај што предвидува 20% нели, од населението, ако зборува во оние делови во државата каде што тоа е опфатено и воопшто никогаш не е разговарано околу идентично третирање на јазиците, нели, во... Значи, воопшто не е ставено на маса за време на рамковниот договор да биде албанскиот јазик на исто равниште како македонскиот на цела територија на Република Македонија. Не е преговарано во таква форма. Значи, воопшто? Воопшто. Рековте дека сте вршили обдукција на неколку председатели. Правевте ли обдукција на Зоран Џинџич, например, на Слободан Милошевиќ? Имаше за Милошевиќ многу шпекулации. Едно од тие шпекулации кои кажуваат луѓето кои биле во ХАК, например, Воислав Шешел, а сега се потврдува од некои руски извори дека всушност бил свесно во наводници труен преку овој лек за лечење од лепра, кој всушност му го кревал крвниот притисок, а тоа било негово главно здравствено оболување. Дали имаше некои индикации дека е можеби свесно труен Милошевиќ, ако сте вршили обдукција на него? Ne, ja sam u vreme kad je umro Milošević bio ministar odbrane i onda sam poslao ljude sa Vojno-medicinske akademije, profesor Srbislav Ilić i doktor Ivica Milosavljević su bili prisutni obdukciji koja je rađena u Ševeningenu. Oni su sa svojim rezultatima upoznali istražne organe, znači Haškog tribunala koji su naložili obdukciju, to je istražne organe u holandske vlasti, s obzirom da je tamo bilo, i oni su odradili te obdukcije. Iskreno govoreći, postoje razne spekulacije. Recimo, ono što sam ja radio iz Haškog tribunala, to je recimo, radio sam neke obdukcije ljudi koji su tamo bili lečeni ili pa su kasnije prebačeni u Vojno-medicinsku akademiju. Tu pre svega mislim na generala Đukića. Ono što sam tamo video, znači, ja nikad u životu nisam video neko telo sa tolikim brojem metastaza koje su zahvatile faktički sve organe
i nikada nisam video toliko veliki broj metastaza na jednom telu, čak i u srcu je bilo 10-ak i više metastaza, da ne govorimo o plućima, jetri i drugim organima, kao posljedica karcinoma pankreasa. Kako se stiga do 20%? To je ona granica, koja je suštiната на целата работа. Во суштина главните преговори се движеа во тој дел. Значи, ако вие го гледате рамковниот договор, кршењето на копијата во однос на сите останати амандмани во Уставот кои што се сменати и дел од членовите на Уставот, се кршеа околу, и ако ги приметите, сите се врзани околу процентот на населението кој што живее тука. Тука не е само јазикот опфатем. Сите оние делови кај што Сите права се здобиваат со процент. И сега процентот, спорен беше процентот. Зошто е спорен процент? Бидејќи, видите, значи, македонската страна во тој период се предлагаше дека тој процент за овие права кои што беа ставени на маса да биде околу 25%, односно четвртина од населението. Значи 25% за овие права кои албанците условно речено ги добија со рамковниот договор. Со рамковниот договор. Значи, она кое што беше индикативно. Да прецизираме. Значи, да има попис, пошто пописот е спроведен 2002 година, значи 2001 година се разговара, дека тие права ќе ги уживат и ќе бидат потврдени со попис кој треба да се организира 2002, ако се 25% и повеќе од таа бројка, од населението албанци во Република Македонија. Албанците го прифаќаат тоа? Тоа е индикативно. Значи, индикативно е тоа што албанската страна инсистираше на 15%. На 15%? Да. Тоа значи дека албанците и тога знаеле дека не се повеќе од 20, туку се помалку од 20%. Тоа е еден индикатор во тој момент во кој што беше навистина индикатор дека нешто не е онака како што во суштина се представува. Видите, сега се фала 30%, 35%. Видите, и тогаш исти, значи ова за кое што говориме ние за процентот на албанците, уште од 91 година. Тие зборува дека се над 450.000 во Македонија, меѓутоа при една акција на полицијата се фатени бројките во една документација каде што тие точно се прецизирани уште 91 или 2 година. И во тој дел на колку албанци живеат во кој дел од териториите, зборувам и за Косово и за Албанија и така натаму, Македонија беа 240.000. 240.000? Да, 243.000. Зборувам сега за нивни документи. Значи полициска акција која што фаќа албански... Да, тоа е уште во времето на прогласување на Илирида, ви зборувам се. Ако ги споредите тие бројки со бројките од 2002 година, голема е разликата. И тука се врзви тоа упат на признавање на дел од државјанството, односно доделување на дел од државјанството на луѓе кои што не се родени во Македонија, односно мигрирале во теков на периодов за време на овој период на транзиција, да речеме. Што сме некискоски, да биме прецизни. На преговорите во Охрид 2001 година, албанците бараат 15%. Да биде границата која им ги гарантира овие права кои што сега се ги имаат суставот на Република. Да. А македонската страна беше 25%. И во текот на преговори е договорено да е негде околу 20%. Инаку по сите сознанија, наши сознанија кои што ние ги имавме е дека се во просек меѓу 17 и 18%. Да, и подоцна Зоран Крстевски, како прв човек на пописната државна пописна комисија, поднесе оставка. Пописот го почна Лјупчо Ѓоргиевски, го заврши или ги објави резултатите на владата на Бранко Царенковски и така натаму. Меѓутоа имаше контраверзи тука. Имаше сериозни контраверзи. Излегува германски одредени медиуми кои кажува дека 17,6, 17,8 и така натаму. Значи и остана таа контраверза до денешен. Остана, меѓутоа проценките на нашата страна, значи зборам на македонската страна, се точни во тој момент, дека се меѓу 17 и 18%. Албанската страна инсистираше на 15 за да се реши, овој проблем, дојдеа до бројка од 20,
на која што нормално се согласи и американската и европската страна и така е создаден рамковниот договор. Прва пауза за реклами, останете со нас, погледнете ги рекламите и подоцна ќе се вратиме со втори дел на нашата вечерашна емисија. Доколку не ги избегнеш грипот и настинката, кафетин Coldmax. Со нов вкус на лимон и ментол. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Кардиопирин, гастрорезистентни таблети, се употребуваат за превенција од миокарден инфаркт, васкуларна тромбоза и од мозочен удар. Таблетите кардиопирин ја намалуваат појавата на несакани гастроинтестинални дејства. Кардиопирин, чувар на вашето срце. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Врвот на светската медицина и во Македонија, патентиран во САД, студиски потврден на Penn State Универзитетот во Харвард, произведен во Германија. ЦХ од Гелита, Германија, за здрави коски, тетиви, лигаменти и менискус. Не секој алфа е и ЦХ. Барајте го оригиналот ЦХ, барајте стриктно од Гелита. Не секој алфа е и ЦХ. Избегнувајте фалсификати, барајте оригиналната ЦХ. Вие сте сега дел од тимот на Ратко Младич, или човек кој учесва во одбраната на Ратко Младич. Како е здравствено Ратко Младич? Посостојбе ли да го следи тоа судење на Хашкиот трибунал? Pogledajte, ja, kada je Ratko Mladić uhapšen, ja sam tada bio ministar zdravlja i onda sam bio jedan od prvih ljudi, bio sam prva osoba koju on tražio da vidi. I on je tada bio zbog tih moždanih udara u veoma teškom stanju, veoma se teško kretao, veoma je teško pokretao jednu ruku, nogu, nije mogao sam da ustaje, bio je potpuno iscrpljen i fizički i psihički. Međutim, sada kada sam ga vidio u Hagu i kad sam bio u toj sudnici nekih 10-ak dana zajedno sa njim i gledao ga kako prati suđenje i kako postavlja u stvari komentariše neke detalje sa tog suđenja, on je sada mnogo bolje zdravstveno nego što je bio kada je uhapšen. Него керката му извршува самоубиство, иако тој се сомнева дека имаат убиено луѓето кои му се противници или кои работеле против него. Извршите ли обдукција, например, на керката на Ратко Младич, дали станува збор на вистина за самоубиство или за убиство, бидејќи тој е човекот кој живееше во Скопје повеќе години, беше офицер во Република Македонија и тогашна Социјалистичка Република Македонија. Значи, некаде на километар од местото кај што живеам јас, беа тие војни згради во населбата аеродром и таму живееше Ратко Младич и неговата ќерка, неговиот син одеа во македонски школи и македонските гледачи или дел од луѓето му биле комши, му биле соседи, би било интересно за нив нели да одговориме на прашањето дали се самоуби ќерката на Ратко Младич или некој направи екзекуција за да може да му испрати порака на Младич, генералот Младич. Ja sam radio njenu obdukciju i izvukao taj projektil iz glave. I mogu samo to da kažem. Zašto nije rađena istraga po smrti, njene smrti, to je stvar da objasni neko drugi. Ali ono što mogu da kažem i ono što sam znao, to je da je ona bila negde, njen dečko je bio iz Kumanova, koliko ja znam, i da je negde par meseci pre toga, znači da li januara ili februara, bila u Kumanovu i da nije mogla da se sretne sa tim svojim dečkom zbog toga što je majka njegova zabranjivala tu vezu. To je jedino što mogu da kažem i ono što znam. A što se tiče ovoga, obdukcija je odrađena, tačno se zna šta je bilo i kako je bilo, ali ja nemam prava da dajem bilo kakve informacije dalje od ovoga što sam rekao.
Која е улогата на Питер Фейт во Охрид? Питер Фейт и сега е во штабот на ДУИ и сега има силно влијание. 2015 година нели него му е нарачана она студија, она анализа платена од владата на Република Македонија, платена од господинот Муса Џафери, кај што нели се отвара тоа прашање за двојазичност на цела територија на Република Македонија. Каква е улогата на Питер Фейт таа 2001 година во Охрид, во текот на тие преговори за рамковен договор? Значи видите, Питер Фейт беше многу близок до УЧК и то ние како структура го знаевме дека е така. Која е улогата на Вилијам Бил Пердју? Пердју е веќе една сосем друга приказна, значи тоа беше представник на американско воено разузнавање. Тој е припадник на военото разузнавање, американско воено разузнавање, и тоа го знаевме ние како податок, и во еден момент се јави како дипломата, нели, со една... Прв пат го имаме приметено како новинари, но на снимка, кога Ричард Холбрук доаѓа на преговорите во вила водно со Киро Глигоров, пред времената спогодба да подпишат и да објават. Значи тука е тогашниот амбасадор Кристофер Хил, тука е господинот Кристофер Хил, значи господинот Холбрук и господинот Бил Пердју. Или Вилијам Пердју. Значи четврти во хиерархија. Уште една интересен податок е, да речеме, во тимот на Пердју беше Ермира Мемети. Тоа сега да ја прашам. Прв пат се појава Ермира Мехмети. Да, тоаш беше девојче, така едно, младо. Подобро младо, ќе земат, нема старо. Во ред, меѓутоа, нели, и која што присуствуваше на рамковниот договор, како... Подобро 2 недели траја тие преговори. Така да... Требаше се изразговара, да се опипа пулс на преговарачките страни, што да, и како. Точно. Иако се тие американци, иако тој работеше во военото разузнавање, спремни бевме ние, така да... Се извинувам. Значи, многу работи се случиле и многу работи разузнавачки се случиле од наша страна. Разузнавачки? Разузнавачки, многу акции разузнавачки, кои што во тој момент, сега видите, безбедноста си имат своји аспекти и дејствувања кои што се нормални за... Успеавте да ги слушате? Што разговарат, што се договарат? Вие ги организиравте преговорите од безбедносен аспект. Преговорите во Охрид 2001 вие ги организиравте. Да. Веќе бевте задложен за безбедност во кабинетот на Трека. Значи, добро, Охридскиот договор комплетно е под моја надлежност од безбедност. Не, што слушавте, што зборат, што се договарат? Видите, значи државата си имаат свој начин и апарати да функционира. Меѓутоа и други начини и апарати. Значи не само во вилата. Јас работев за председателот, нели, на држава и по негови барања некојаш сме работеле некои работи кои што се интересни за тие. Иако се работело за воено разузнавање на САД, значи не дека не се ранливи тие, и тие се ранливи, така да... Како се справите? Значи, па видите во една ваква ситуација на воени действија во Македонија и кога е државата во прашање, вие ќе преземате мерки. Прво работи мозок од 360 на саат. Точно ли е тоа што го зборат луѓе кои присуствувале во Охрид? Кои се блиски до вас, кои велат дека во еден момент Бил Пердју или Вилијам Бил Пердју ви ги блокирал сите уреди во текот на преговорите? Да, имаше блокада. Блокадата е од блокатор на радио Бранови, кој што во тој период слабо беше познат како технологија. Сега ние зборуваме сепак за пред 16 години и не само тој момент, меѓутоа блокадата не беше само на радиостаниците, беше и на мобилните телефони тогаш. Значи комплетна блокада. Комплетна блокада, меѓутоа во еден момент ова беше сосем на почеток, ден или два, после 2 дена веќе почнавме да трагаме по тоа што се случило и третиот ден го снема да. Вела дека Пердју сите разговори ги прави на отворен простор, а не во одредени соби, апартмани во рамки на вилата. Тоа значи истрениран човек. Не, па добро, ние имавме таа информација. Ние имавме информацијата. Меѓутоа, еве, доаѓавме до информации од State Department, да речеме, кој што требало до него да дојдат. Да дојдат. Успеавте да ги пробиете. Да. Добро, ви изненадува ли, например? И затоа ви викам, не дека не постои неранлива служба. Ако сте дојдени на наш терен, тогаш... Тука, дома сме. Да. И ова не е врзано со државна безбедност, ова е врзано со безбедноста на председателот. Значи, со вас сака да ја кажете?
со безбедноста на председател. Значи вие сте успеале да ги пробиете американците со нивните комуникации со Стейт департментот. Сега, јас лично, пак службата на председателот, значи по наши барања, по барања на председателот. Кога ви било најтешко во кариерата? Која обдукција што сте ја вршеле, најмногу емотивно ви има исцрпено и предизвикала најмногу стрес или мачење во стомакот? Кога ви било најтешко во кариерата? Bilo je dosta tih, kad smo bili recimo u Mrkonjić gradu. Majka Župić, damo je prvo jednog mrtvog sina, pa onda posle 2 dana damo drugog mrtvog sina koga izvučemo iz masovne grobnice u Mrkonjić gradu, pa nakon par dana trećeg sina i onda smo čuli da je izvršila samoubistvo. Međutim, nije izvršila samoubistvo, to je bila ovako dezinformacija, ali to je isto onako jako teško kada vidite kad se lome sve životne njene nade da je bar jedan sin živ, da je bar neko živ. На колку масовни гробници имате работено и која да речеме најмасовна од тие масовни гробници со најмногу жртви која сте истражувале? Pa bilo je masovnih grobnica na prostoru prethodne Jugoslavije, bilo je dosta. Recimo, najveća grobnica je Mrkonjić grad, gde smo našli 181 telo na pravoslavnom i 6 tela na muslimanskom groblju. Мунира Субошиќ е лидер на мајките од Сребреница, еве незината приказна за незините трагедии и незините травми кои ги има преживено во војната во Босна од 91 до 95 година. Вие што изгубихте во Сребреница? Ja sam izgubila 22 člana moje uže familije. Sad u zadnjoj džanazi sam ukopala najmlađeg sina. Nažalost, ukopala sam 2 male kosti. DNK je pokazala da je u jednoj grobnici nađena 1 kost, u drugoj grobnici 25 km od grobnice do grobnice i druga kost. I u tabutu, kao u sanduku ili u tabutu gdje se kopaju naši najmiliji, samo su 2 male kosti od mog sina. Nažalost, ja takvog nisam rodila. Ja sam rodila moga sina i sa rukama, i sa nogama, i sa glavom, a u tabutu samo imam 2 kosti. Ali opet sam na neki način ću biti zadovoljna. Imam nišan. I piše tamo da je rođen u Srebrenici, da je ubijen u Srebrenici. To je što svaka majka želi, da pronađe kosti svog djeteta i da ima nišan. To prebacivanje je vršeno na jedan način sa građevinskim mašinama. Sa buldožeri, znači? Buldožeri i sve to, tako da je moguće da se tela jedne osobe nađu u 2, pa možda čak i u 3 grobnice, zavisno od toga kako su ti leševi premeštani sa jednog na drugom mestu. I tako da sam preživjela. Ili sam preživjela da budem svjedok genocida, da me bi Bog spasio, ili sam preživjela što sam bila toliko nesretna da preživim. Роберт Фровик беше поранешен агент на ЦИА, кога беше пензионирана таа функција, како представник на ОПСЕ беше испратен во Република Македонија. До Борис Трајковски го доставува проектот или планот на Роберт Фровик. Подосна тој план на Роберт Фровик беше имплементиран во рамковниот договор. Тешки беа преговорите, не беа онака како што беа замислени. Од друга страна имате во предвид дека предлогот на Фровик беше отфрлен во март месец и Фровик беше прогласен за персона нон грата. Да, Илинка Митрева како министар за надворешни работи го прогласи персона нон грата по барање на председателот. На Трајковски. Да. Иако беше близок пријател на председателот. ОПСЕ повторно се јавува. ОПСЕ, да. Значи, Вокер се јавува во Косово. Да, значи кога видите, бомбардирањето на Косово е поранешен ЦИјаш, представник на ОПСЕ. Да. Фровик во Македонија, поранешен ЦИјаш, представник на ОПСЕ. Да. ОПСЕ клучна улога во изборите 11 декември 2016 година. На Фровик му беше завршен мандатот. Па добро, тие се пензионери. И меѓутоа беше
пријател на Трајковски, на председател. И во еден момент дојде со некаков предлог на кој што тој би бил медиатор и беше оценат во Холидеин. Па кај ќе оцени Холидеин се правеа сите? Јас се сеќавам дека предлогот франги трансакции кој беше ембаргото. Значи дури Југославија. Дури председател не се сретна лично со него. Не. Значи мене ме испрати, ја го зедов овој документ како папка да го земам да го разгледам. Значи тој предлог на Фровик вие го зимате? Ја го зедов лично. Ја мислам дека имам и пример од него. Мислам дека го зедов, го однесов кај председателот, го разгледа и после тоа се сретна, беше доста љут, нели? И така тоа заврши со Фровик. Меѓутоа, учесниците на рамковниот договор, живите, сега што се живи, добро знаат дека рамковниот договор, базата, основата врз која што тргна да се преговарат се предлозите на Фровик. И сега во тој период се јавува многу луѓе кои што сакаат да се медиатори, тука се јавуваше Месич, се јавува некои така личности кои што беа ад хок исфрлени веднаш од варијанта, нели, али првиот момент беше Фровик. Ја спомнавте Ермира. Уште една работа, во многу поблага варијанта од рамковниот договор. Предлогот на Фровик. Да. Значи во поблага варијанта од поблага варијанта. Тоа значи дека ако се прифатил предлогот на Фровик, многу полесно немаше да биде уставот или промените или статусот вака како што е сега. Ова се случи во март месец. Значи март е многу рана фаза на почеток на конфликтот. Ние сте истражувале многу злосторства, многу убиства, посебно на територијата на поранешна Југославија, а фала Богу, таму имаше толку убиства што нема потреба човек да истражува на други места за да може некои емпириски заклучоци да извлече. Има ли разлика суштинска во начинот на убивање на православците, на католиците или на муслиманите? Може ли да се најде одредена разлика која е карактеристична за едни, а не е присутна кај други, например? Еве, јас сум разговарал во Босна и вела дека кога муслиманите вршеле одредени масакри, ова го имам слушнато во Република Српска, дека всушност се вратиле на оној османлиски, турски начин на екзекутирање, ставање на одредени колци и така натаму и така натаму. Има ли нешто карактеристично за овие три крупни религиски групации, кои да не се лажеме, всушност религиски беа у конфликти на територијата на просторот на поранешна СФР Југославија? У Брчком пронашло на телу на едне жртве уцртан полумесец со звездом, со ужареном жицом, onda to nešto pokazuje. Onda vi imate, kao što i sami vidite, recimo, imate te načine klanja. Neko kolje, recimo, ili nanosi povredu u vidu sekotine na vratu na taj način što povlači. Znači, kad povlači sa pod napred, put nazad, ne znam, s leva u desno, zavisno u kojoj ruci drži nož, tako povrede. Ali imate i karakteristice da te povrede se tako ne nanose, već se izvrši probijanje iza grkljana, znači probije se nožem sa jedne leve ili desne strane vrata, a nakon toga povlačenjem oštice noža put napred vrši se presecanje tih delova tela. Imate recimo te neke karakteristike delove tela koji se odsecaju kao što su, ne znam, mušne školjke na području istočne Bosne, vađenje očiju smo imali u predelu Posavine, negde kod Brčkog tamo, a najveći broj odsečenih glava je bio negde na Vozući, znači negde gore u Bosni, u severnom delu Bosne. Tako da je tu bilo onako i otprilike se zna, s obzirom da je tamo bio jedan verski službenik koji danas veoma aktivan u svojoj verskoj konfesiji, onda je, može da se kaže, znači. Генерал Тејта, сте слушнали за него? Генерал Тејта. Тој е командант или начело на 101-ва воздушно-десантна единица. Добро. Делува Косово и е човекот кој влегува и ги разоружува структурите на Хоџа, командант Хоџа во Арачиново. Добро. Има дадено интервју пред 2 години, кај што вели едвај уште еден или 2 дена на структурите
на Ходжа во Рачино им останувала храна, им останувало оружје. И дека биле пред распад и се заканувале со некаква тет операција, како што се применувало во Јужен Виетнам за напад на градот Скопје и на рафинериите и на сите објекти во градот Скопје. Тоа е тоа. Диверзантско терористичко. Точно ли тоа што го кажа генерал Тејта? Да. Мислам дека воуште во полоша форма беа. Воуште по-тешка ситуација. Значи уште 2 дена, ако ние сме издржале и не сме се согласеле со оној предлог на Питер Фейт, кој е во Рачино? Значи видите, Рачино мислам дека еднаш дискутиравме. НАТО не праша нас колку време ви треба. Да, и не рековме 48. И ние сами одбравме 48 сата. Да речевме 64 или да речевме, не знам, 88 или 96. Видите, значи времето ние си го одредивме, самите. Значи сами се значи, наместивме. Не услови НАТО, еве ви 48 сата и завршите работа. Него не праша нас колку време. Сака да кажете дека ова што кажа Тета, дека тие би издржали уште 1 или 2 дена, зборам за овие структури, околу 400 милиона разоружени. 400 разоружени под команда на командант Ходжа. Ходжа, да. Меѓутоа не бе сите во Рачино стационирани, имаше и над Рачино, делот над Рачино. Значи тој ги разоружува и вели дека едва уште 1 или 2 дена имале сили. Уште еден момент имат кој што е вака интересен, кога се преговараше за разоружување и дислоцирање на единиците тие кои што беа стационирани на учака тамо, не прашаа нас каде да ги дислоцираат. И вие што рековте? И генералштабот тогаш, или тогаш беше Панде, нели, во содейство Панде Петровски генералот. Да, до председателот достави дека ние одбираме како страна да бидат дислоцирани во Никоштак. Така одбра военно-полициска структура. Самите го одбравме местото. Значи ние самите? Да, затоа што сметаат дека можат Никоштак да действуваат и да ја елиминираат групата. Меѓутоа, ништо од тоа не се случи. Ајде да видиме кој е најсвирепото убиство на кој има работено генералот Зоран Станковиќ. Кој е најсвирепото убиство кај што сте извршили обдукција? Најгрозоморно. Нешто што, како ни велиме, од кондори ви има извадено. Сеќа се Ковачевиќ Радославе. Она е жена била непокретна u istočnoj Bosni, iznad Skelana se nalazila u jednom selu i kad su trupe Nasera Orića napadale Skelane, onda su nju zatekle u toj kući u kojoj je živela. I sada na tom telu smo vidjeli pre svega probne rane na vratu, pre nego što je naneta ta sekotina na vratu. Šta to podrazumeva? 8 puta je neko pokušavao da je nanese, da preseče vrat ili mekotkivne strukture na vrata, ali zato što nikada to nije radio ili iz nekog razloga iživljavanja, on je 8 puta prvo presekao, znači počeo da seče, napravio 8 sekotina s jedne strane i 4 ili 5 sa druge strane vrata, napravio nekoliko ubodina nožem, pri tome se ona branila, pa je na prstima smo verifikovali te sekotine, znači kako ispruži ruku da bi zaštitila telo od tog noža, pa onda je zaseče, pa onda pomeri ruke i onako nepokretna, nemoćna, nesposobna, doživjela je još par uboda nožem u vrhom noža u predelu prednje strane tela i u predelu vrata. Kako je bilo njoj? I to nemoćna žena. A to je plus nemoćna žena, plus stara žena koja i ovako je sa svojim godinama, imala mislim 81 ili 82 godine, koja to trpi. Дали нашите безбедносни структури пресретнале телефонски разговор на структурите на УЧК кои биле во Рачиново и структурите на УЧК кои биле при штабот на УЧК во Шипковица? И дали во тој телефонски разговор структурите на УЧК во Рачиново се жалеле дека едва и може да издржат уште 1 до 2 дена пред да капитулираат? Мисло да ги пратите у Бонстил тамо, пошто како вели генерал Тејта,
околу 800 терористи, бидејќи он бил задолжен за тој дел на границата, биле разоружени и биле однесени во базата Бонстел. Тоа е тоа, видите, дека прво видите се, да зборуваме отворено и реално, на неколку пати ние Сам да кажам, не треба што ви го врзам. Фативме, значи имаме и документирани се тие, дека документирани се случувањата, дека на неколку пати контейнери се спуштани со хеликоптери на нивна територија и така натаму. Во Рачиново? Не само во Рачиново, цела територија. Фативме два шлепери со оружје како хуманитарна помош. Добро, сме кискоски Значи, фатите така да не е ова, не дека многу во зацкриена форма беа помагани тие учека, него имаше апла вака по отворен начин. Фативте ли телефонска комуникација, кај што овие кои се во Рачиново се жала дека не може да издржат повеќе од 1 или 2 дена? Да. Па зошто не го пробивте тој рок од 48 часа? Пробиен беше Васко, што му дозволите Питер Фейт тука да ви командува? Питер Фейт дојде кај председателот. Овој Тејта вели Питер Фейт беше внатре, која со тој да ги разоружам, значи бил внатре во Рачиново. Питер Фейт дојде во неделата са Бајле, ова е недела са Бајле, кај председателот со страшни закани. За НАТО бомбардирање. За НАТО бомбардирање во слична или идентична форма како што действува во Србија 99-та година. Затоа јас ве прашам Значи не е ова, видите, се постави тогаш, ја се сеќавам како денес на моментот. Значи председателот беше во страшна ситуација тогаш. Не како што можеш да одлучиш во тој момент. Знаете, Усмане Кицко, зашто ви го враќам на Рачиново, иако ние лани разговаравме за Рачиново, ви го враќам бидејќи како што самите велите, планот на Фровик е многу помек. Да. И многу подобра за Република Македонија во споредба со тоа што беше прифатено на рамковниот договор. Меѓутоа, помеѓу планот на Фровик и рамковниот договор е Рачиново. 4-5 месеци се е Рачиново. А Рачиново значи, Липково е. Тука ни се крши, значи, кичмата нас и прифаќаме нешто што е многу полошо во Охрид за време на рамковниот договор. А Рачиново е, Липково е. Липково е пред Рачиново, Липково мај, а Рачиново во јуни. Од секогаш реката Дрина било местото кај што смртта и животот се испреплетуваат ко браќа и сестри. Веројатно тоа е местото на просторот на денешна Европа кај што се извршени најгрозоморните масакри и во текот на Втората светска војна и после Втората светска војна, во текот на војните на просторот на поранешна СФР Југославија. Можете ли нешто да кажете, бидејќи вие сте ги истражувале во најголем дел тие масовни гробници и убиства по течењето на реката Дрина, која дели Босна и Херцеговина и Србија од една и од друга страна? Prvo, recimo, mi smo mesto Faković, nalazi se negde blizu Drine. Od tog mesta negde u brdima gore 10 kilometara postoji selo Ratkovići koje su snage Nasera Orića u potpunosti razorili, pobili sve te ljude koji su bili tamo. Tako da smo videli i te posmrtne ostatke koje su životinje oskrnavile, videli smo i oblike nasilja, ali to kasnije kad smo mi pokupili te posmrtne ostatke i doneli u Fakoviće gde smo radili obdukciju, dešavale su se strašne stvari. Recimo, Prodanovićka, njen sin, 21 godinu, je ubijen u tom selu. Ona je sticajem okolnosti, pošto nije bila tamo, preživela. I kad smo doneli posmrtne ostatke, sada prilikom identifikacije posmrtnih ostataka vi obavite razgovore sa članovima porodica da vam kažu karakteristične detalje na telu njihovih najbližih ili da nam kažu odeću u kojoj su bili. I mi smo tada, na osnovu tih podataka koje smo dobili, imali samo lobanju i par kosti i par delova odeće kod tih posmrtnih ostataka koje smo kasnije identifikovali kao njenog sina. Radi se znači o Prodanovićki i Prodanoviću i on je imao jedinice gore u Gornjoj Vilici su bile plave i imale su neke promene koje su bile karakteristične i kad je ona došla, pored ostalih, kad smo mi izračunali sve one antropološke karakteristike koje je potrebno, kad je ona videla to, ona je prvo zagrlila lobanju, ostala je samo lobanja i
par kosti. Počela je da vrišti, da je uče, pokušala je, bila je mršava, mislim da nije imala više od 40 kila, izmorena, onda je nakon toga uzela tu lobanju pa je pokušala da je stavi u bluzu koju je nosila, u crnini je bila, i onda kaže, sine, da te stavim ispod crta gde sam te nosila 9 meseci. I nakon toga sledi jedan žestok, jauk, vrisak, jer to su ljudske reakcije koje traju recimo 10-15 minuta. Nakon toga oni gube svest, znači polako, ali sigurno padaju na podlogu ili gde se nalaze, i ona je vrištala jedno 15 minuta, onda su prišli ti ljudi iz njenog sela koji su bili, onda sam ja prišao, ona je pala, izgubila svest, malo smo joj dali, masirali smo, isprali hladnom vodom i ona je kasnije došla svest i počela da je uče, sve do onog trenutka, neki par sati nakon toga su je sahranjeni posmrtni ostaci u toj masovnoj grobnici u Fakovićima, da je i sada nalaze se ti posmrtni ostaci njenog sina. Znači, to je ovako jedan drastičan primer, postoji snimak koji posjeduje Radio televizija Srbije i koji u više navrati prikazivan. I deluje izuzetno potresno i to mogu da vide samo, mislim, izuzetni ljudi koji imaju toliko duševne ili duhovne snage da to izdrže. Spomnavte дека прв пат Ермира Мехмети се појавува во текот на тие преговори за рамков. Можда имаше 18-19 години. Малку повеќе. 20. Малку повеќе. Ве изненадува ли фактот дека во подрумот на братот на Ермира Мехмети е пронајдено оружје пред 10 дена, 15 дена, и тоа оружје кореспондира со оружјето кое се користело за гранатирање на владата, како што се прочитали, како што може да се прочита од медиумите, од соопштението од Министерството за внатрешни работи, така натаму, оружје кое кореспондира со оружјето со кое се гранатирала владата на Република Македонија и оружје кое е користено во операцијата во Диво населје. Истиот тип, рекоа, на оружје. Сега, дали е истото оружје или истата муниција користена, тоа веројатно форензичарски ќе се го дискутираат. Ви изненадува ли фактот? Види, мене не ми изненадува фактот дека оружје во албанската страна има на сите нивоа, кое што не е предадено, кое што активно, тоа е... Тоа во подрумот на братот на Ермира Мехмети. Сега... Ермира се појавува на рамковниот договор, помалиот брат се појава како еден од перијаниците или фронтмените на шарената револуција, и во подрумот на братот на Ермира, веројатно постариот, е пронајдено оружје. Кој човек е собери 2 и 2, не може да биде... Ги врзвите, како ребус тие ситуации, така да гледачи сами веројатно ќе заклучат некои моменти. Сега било предвидено преговорите... Видите дека ако зборуваме за овие 2 години, дека дејството е организирано, дека дејството е софистицирано организирано, действувањето врз држава. Во една или во друга форма? Тоа е очигледно. Значи, не постои безбедњак кој што работи во службата, кој што работи, кој што знае да анализира и да ги согледа работите, да не види и да не го согледаме крајот кој треба да се случи. Сте имали ли, например, ситуации кога не сте можеле да работите, ако сте биле толку потресени што сте морале пауза да Не, то нисам, то никад. Значи, јас сам ту био, има ту и еден деталј, recimo, kad smo sa Kupresa dobili nekog vojnika, Maraša iz Nikšića, koji je bio bez glave, sa odsečenim rukama pored tela i odsečenom, mislim, desnom nogom.
I onda je sada došli su rodbina, došlo je njih 20-ak Crnogoraca, svi obučeni u belom, znači ne priznaju smrt. I onda smo radili tu identifikaciju i sad uzmemo te fotografije. To je početak rata, DNK metoda bila izuzetno skupa, mi nismo imali tu aparaturu, niko nije hteo da plati to. I ona je došla, onako, majka je bila ta dominantna koja je sve vreme gledala te posmrtne ostatke i sad mi uzmemo onu ruku koja je odsečena, ne znam, levu ili desnu, na osnovu izgleda noktiju, šake i sve to upoređujemo sa slikama koje su oni doneli. I kad je sve to trajalo je to jedno sat i po vremena, svaki detalj analiziran, kaže, ne znam, da nema, operisao je slepo crevo sad, pošto je lež bio u stanju odmakle truleži, raspadanja, ja uzmem nož, zasečem i stvarno nema slepog creva, otvorim trbuh i vidim da nema slepog creva. Onda ona izvadi jedan konac i dugme i kaže, doktore, ako na zadnjem džepu vojničkih pantalona ima ovakvo dugme koje se razlikuje od vojnog dugmeta i ima sa ovakvim koncem zašiveno, to je moj sin. I onda uzmemo pantalone, okrenemo zadnji džep koji je ona rekla i stvarno to dugme je identično koje je ona donela, identičan konac. I sad ona prekida. Znači, ja kažem, vidim sada gotovo, faktički smo sve ono što je ona imala, nadu da je njen sin živ, razorili. Ona kaže, počinje nešto onako, ne zna sad da muči. Ja kažem, ajde odmorite se jednom pola sata, vidite da li imate još nešto, pa ćemo vidjeti ovoga. I nakon 5 minuta ona se vraća i kaže, doktore, ja se zahvaljujem što ste mi našli sina. Kako čovjek može da izdrži obdukcija na 5000 raspadnati tela ili raspadnati leševi i prito i ponatamo da ostane zdrav i da продолжи со нормален живот. To je teško za bilo koji čovjek da može psihološki da ga izdrži. Sad neko to možda radi, neko ne možda radi. Masa ljudi koji su počeli da rade ovaj posao napustili. Jedan dobar deo je prešao alkohol, ono o čemu smo govorili na početku. Mi smo imali 8 člana naše ekipe u Vukovaru koji su prestali da se bave svojim poslom posle istražnih radnji koje smo radili povodom pronalaženja mrtvih tela na površini Vukovara. Kako vi živijete? Spijete li posle te obdukcije? Možete li da jadite? Normalno li funkcionirate? Kad sednete i kad vidite, recimo, poneko dete, recimo, o kome se sad puno priča, taj mali Stojanović, koji je otrčao na teritoriju pod kontrolom muslimanskih snaga, oružanih snaga, da bi odvezao psa. A onda ga nađete u toj jami sa još 4 druga tela ili 5, nađete mu sve one povrede, raspored stomak u vidu krsta, odsečen deo tela, ispaljen metak iz blizine u predelu glave, onda ne možete da ostanete mirni, već vas te emocije nadvladaju. Дали во Рачиново ни забранија војнички да победиме и всушност на тој начин, со војничка победа на македонската страна, текот на таа војна 2001 година ќе имаше сосема друг правец. Господин Кирчковски, кои ги слушаат овие експерти сега, кои се повикуваат на рамковниот договор 2001 година, па врз база на тоа повикување на рамковниот договор велат таму е определено двојазичноста да биде на територијата на цела Република Македонија. Дали тоа се истите луѓе кои учествувале
за време на тие преговори, па дури Фрчковски имаше во книга напишано дека тој тип на договори се прават на тој начин што едната страна ги толкува на еден начин, втората страна ги толкува на друг начин и двете страни може да прогласат победа бидејќи ги толкувате исти работи на два различни начини. Вие бевте тамо, го организиравте целиот тој настан, значи тие преговори во трајање од 2 недели, се поставили, значи на крај на разговора прашам, се поставили прашањето за двојазичност на цела територија на Македонија, дали воопшто било разгледувано? Не. За цела територија на државата не. Нашите не би ни прифатиле веројатно. Во никој случај. Значи, видите, први на терен ние бевме појаки, нормално. Ние бевме спречени да направиме воена победа, спречени бевме и беше стаен на маса рамковниот договор. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија. Останете со нас, погледнете ги рекламите и подоцна ќе се вратиме да одјавиме емисијата. Ве вишок желудочна киселина, жиговина или надуеност? Имате пожар во стомакот? Гастрогард е брзо и безбедно решение за вашите стомачни тегоби. Изгаснете го пожарот во вашиот стомак. Гастрогард. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Доколку не ги избегнеш грипот и настинката, кафетин Coldmax. Со нов вкус на лимон и ментол. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Врвот на светската медицина и во Македонија, патентиран во САД, студиски потврден на Penn State Универзитетот во Харвард, произведен во Германија. ЦХ од Гелита, Германија, за здрави коски, тетиви, лигаменти и менискус. Не секој алфа е и ЦХ. Барајте го оригиналот ЦХ, барајте стриктно од Гелита. Не секој алфа е и ЦХ. Избегнувајте фалсификати, барајте оригиналната ЦХ. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Ние се гледаме идната недела во истото ова време. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.